Денеска ја потврдуваме нашата соработка со Австриската комора. Секоја година, освен последниве 2 години во пандемијата, заеднички коморите на Стопанска комора на Северна Македонија и Стопанската комора на Австрија се обидуваат да организираат вакви бизнис форуми на теми кои се од интерес за компаниите. Идејата на Стопанската комора на Македонија е што почесто да се организираат вакви форуми, се со цел да се отвори патот и на нашите македонски компании и институции да развиваат одредена соработка со европските земји. Австрија како земја е наш 18-ти трговски партнер, меѓутоа мора да кажеме дека како инвеститор австриските фирми се наоѓаат на второто место и инвестициите се претежно во областа на градежништвото, финансиите, банкарството, телекомуникациите и енергетскиот сектор. На денешниот настан имаме присуство од 15 на австриски компании кои пред се заинтересирани за соработка со градежни компании кои работат во областа на инфраструктурата, но исто така и со институции, македонски институции кои распишуваат тендери во областа на инфраструктурата, така да денеска тука имаме микс на македонски институции и македонски компании кои ќе стапат во комуникација, односно во разговор со австриските компании. Се надеваме дека ќе произлезат и деловни сделки кои понатаму ќе имаат и ќе развијат одлична соработка понатаму. Како ја коментираат моменталното состојба со економската криза, дали покрај тоа би инвестирале, имате некакви забелешки за? Самиот факт дека денеска имаме голем број на австрийски компании дојдени во Македонија покажува дека интересот е голем и се надевам дека колешката од Австриската комора ќе даде малце поголем осврт околу нивниот интерес за соработка. Денешниот интерес и од македонските компании е голем за соработка. Идејата на Стопанската комора е да ги отвори патиштата, за да можат полесно и подобро да соработуваат со земјите од Европската унија, во моментов со компаниите од Австрија. Што се однесува до состојбите во градежништвото, тоа ќе мора да го прашате представникот од градежништво, кој ги води компаниите од градежништво во Стопанската комора. Има, самиот факт дека се тука 15 на компании, интересот е покажан дека. Добар ден на сите. Огромна благодарност до Македонската стопанска комора, која соработката со Австриската стопанска комора го организираше овој настан поврзан со градбата на инфраструктурни проекти. Моје исклучително задоволство е што посебно австриските компании преку Австриската стопанска комора ја препозна инфраструктурата, инфраструктурните проекти, посебно во делот на железниците, како најголем потенцијал во овој момент кој го имаме во нашата држава, посебно поврзано со новиот буџет на Европската унија, каде огромен број од средствата за инфраструктура, огромен процент од тие средства е наменет конкретно за железничката инфраструктура. Европа, со самиот факт што 2021 година ја прогласи за година на железниците, ја покажа важноста на железниците и потребата од инвестирање во овој тип на инфраструктура. Сметам дека овој тип на состаноци ќе ни помогне нам посебно и како на држава и како на предпријатие кое се занимава со железничка инфраструктура за полесно, побрзо и поголемо обезбедување на поголем дел од овие европски фондови и средства наменети за железничка инфраструктура. Овој тип на средби покажува вистински пример кој овозможува не само подобра соработка, туку и преку комуникациите кои се реализираат, обезбедување на поголема поддршка за обезбедување на тие толку многу важни средства со кои градбата на инфраструктурните проекти ќе овозможи и за развој на домашната економија.
Бидејќи сме во економска криза, владата веќе најави мерки за штедење, дали железници веќе достави некаков извештај колку може да заштеди, дали евентуално со новиот ребаланс ќе се кратат овие големи проекти за железница? Годишната програма е подготвена по сите сугестии на нашата влада, меѓутоа измените на годишната програма се поврзани со обичните, така наречените обични трошења на средства кои се поврзани со секојдневното функционирање, во секој случај не задирајќи во оперативните инвестиции поврзани со безбедноста и сигурноста на железничкиот сообраќај, а од друга страна, никако, тоа е и мое мислење, никако не смееме да кратиме на капиталните инвестиции, кои се суштински дел пак од друга страна за враќање и на капацитетот и на кондицијата на домашната економија. Така да капиталните инвестиции се вистинскиот начин на трошење на пари, кое на сите нам би ни помогнало полесно и побрзо да излеземе од кризата. Кои проекти би настрадале кај вас, да речеме? Што конкретно ќе се скрати од кај вас? Железници не скратува на проекти. Скратувањата се во делот на оние обични секојдневни функционирања на компанијата по сите препораки кои ги имаше владата како заклучоци на владината седница. Така да проекти во Македонски железници инфраструктура нема да бидат намалени ниту скратени. Не очекувате ни со ребалансот, бидејќи пругата кон Бугарија владата кажа дека ќе одат оние проекти кои што има шанси да се реализираат до крајот на годината. Другите ќе се кратат. Оние проекти кои нема да се реализираат, само по себе се скратени зашто тие пари нема да бидат потрошени. Македонски железници инфраструктура одговорност стои на ставот дека средствата кои беа предвидени за капитални инвестиции, водејќи сметка за динамиката на процесите кои се водат во овој момент за реализација на тие проекти, ќе бидат реализирани. Good afternoon. I'm very happy to be here with a group of 8 Austrian companies offering their services and their products, innovative services and products for the transportation infrastructure and for the logistics sector. I would also like to take this opportunity to thank the Economic Chamber of North Macedonia for hosting this meeting today. They've been a long-time partner in many successful business meetings over the past years, and I'm sure that today's meeting will also contribute to further the cooperation between our two countries. And I would also like to emphasize what is very important, that these companies who are here with me today, they are looking for partnerships also with local companies, because to implement those projects, they need partners here, domestic companies, and I'm sure this meeting will also help to find and identify these possible business partners for them. Thank you.